Една од клучните институции, народен правобранител која треба да се грижи за уставните и законските права на граѓаните пред колапс и дисфункционалност. Вработените во оваа институција наместо да се грижат и да алармираат за заштита на човековите права и слободи, доведени се во позиција да алармираат дека најповикано е собранието кое подолго време не е во состојба да избере нов народен правобранител. Заменик народниот правобранител Илбер Руфати вели дека за состојбата информирани се сите страни, од председател на држава до дипломатските представништва во државата и странските мисии. Ние сме разговарале и со координаторите на политичките партии во парламентот, но и до председателот на парламентот господин Африм Гаши, до премиерот господин Мицкоски, до председателката на државата исто така и до другите институции меѓународни што ни се наши соработници, да се наоѓа било какво решение. Но до овој момент ни дури негативен одговор немаме од овие институции што се надлежни да го решат овој проблем, што се во моментот во кој се наоѓа канцеларијата на народен правобранител на Република Северна Македонија. Така што навистина ми е тешко да зборувам за институција која сепак треба да ги зачувува човековите права и правата на граѓаните кои се гарантирани со устав и со закон, а во самата институција ќе дојде до колапс од страна на самите вработени, кои тие, како да речем на еден начин, се најболното нешто што може да се случи. Кога самите тие не ќе можат утре да ги остваруваат своите основни права, да речем. Председателот на собранието Африм Гаши упати апел до сите политички партии итно да изнајдат политичка волја за избор на народен правобранител, нагласувајќи дека е недозволиво оваа клучна институција толку долго да биде без прв човек. Што се однесува да народниот правобранител, навистина е едно од погорките прашања кои се засегнати не само собранието, туку и сите граѓани, а особено таа институција. Знаеме сите колку е важна таа институција и сега за сега не може да функционира со својот полн капацитет затоа што не е избран новиот народен правобранител. Повикувам уште еднашка овие денови да се седне, да се најде решение и мислам дека немаме толку големи разлики за да не можеме да одлучиме кој ќе биде народен правобранител. Немањето консензус за гласање по принципот на Бадентер, што е неопходно за избор на функција, е меѓу клучните проблеми поради кои вработените од народниот правобранител прашуваат дали државата има потреба од ваква институција или не.